Од утре ќе се случи намалување на повеќе од 50 прехранбени производи од 25 категории. На рафтовите во маркетите намалените производи ќе може да се препознаат по ознаката гарантирана цена. Основа за намалување ќе биде примарната цена од 1 август минус 10% намалување. Цените ќе важат до 30 ноември. Веќе е завршена листата и ќе биде доставена во делот на замрзнувањето на цените, каде што ќе има обврски и за трговците на големо и за трговците на мало, секако дека и за производителите кои ги имаме тука во нашата држава, а од среда ќе почнат засилени контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат, каде што ќе бидат вклучени и членови на владата во делот на надзорот како се спроведуваат тие контроли, се со цел да се им изгледа во пресрет на граѓаните. Списокот на листите со намалени цени е направен врз основа на анализите од Државниот завод за статистика, на основа на тоа што потрошуваат најмногу граѓаните. Меѓу нив се пекарските, млечните и месните производи. Што мислат граѓаните за новата мерка? Нема ништо да се поевтини. За нас, што взимаме 15.000 пензија, кој 14, кој... Това ништо. Ја човек од 12 взимам. Колку да се поевтини, они прво ги покачија, сега ги намалуват. Према пензиите и платите висока инфлацијата у Струмица. Това жива истина. 99%. Запознани сме, ама дали ќе биде така? Не сме баш сигурни. Затоа што и други пати се кажували, па не е било како што кажуват. За да зашпарам, треба многу да се работи, да се направи голем профит, не само јас. Сите да работиме, али тоа што ќе го работиме, да се стимулира, една цена да се даде од крај до крај и да знаеме за што ќе работиме. Надеж имам за понатаму да биде подобро. Тоа ми е желбата. Владата подготвува нови антикризни мерки кои дел би стартувале од ноември, а во фокус ќе бидат ранливите категории на граѓани. Финансиите се предвидени во владината одлука за прераспределба на средства од буџетот. За 9-тиот пакет антикризни мерки се предвидени 4,55 милиарди денари.